Трите институции со овој конкурс имаат за цел да ги поттикнат креативноста, имагинацијата, како и критичкото размислување на учениците при создавањето творби на темите штедење и осигурување. Овие институции на овој начин имаат цел да придонесат за понатамошно интересирање и едуцирање на младата популација за овие два клучни сегмента во финансиската сфера. Во конкурсот се одредени две теми на кои учениците од основните училишта можат да се јават со испраќање: литературна творба, песна или ликовна творба, цртеж. И јас умеам да штедам и што значи за мене осигурувањето на домот и семејството. По завршување на конкурсот ќе бидат избрани по 3 најдобри литературни и ликовни творби на двете теми. Годинава за прв пат на конкурсот учениците од средните училишта можат да испратат литературна творба, есеј и тоа на тема "Штедам, мислам на својата иднина". Според насоките дадени во конкурсот, есејот треба да содржи личен поглед кон штедењето со осврт на некои од важните прашања: причините и потребата за штедење, значењето на штедењето за иднината, ставот кон штедењето на младата популација наспроти повозрасните, семејните навики и штедењето, познавањата на младите за штедењето во финансиските институции и други аспекти. Учениците од средното образование може да конкурираат и со литературна творба, расказ на тема "Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството". На учениците автори ќе им бидат доделени парични награди. Крајниот рок за доставување на творбите е 15 октомври. Пристигнатите творби ќе ги разгледуваат и ќе ги оценуваат комисии формирани од представници на трите институции кои што го распишаа конкурсот. Списокот на наградените ученици, датумот и локацијата на доделувањето на наградите ќе бидат објавени најдоцна до 31 октомври 2018 година на интернет страниците на трите институции.